Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, на почетокот од денешната епизода ќе продолжиме со обработка на стихот кој го обработувавме во претходната. Тоа е стих 13 од глава 4 од првото послание до црквата во Солун. Таму се вели: Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите кои немаат надеж. Тогаш како и денес, луѓето кои го немаа Христос во себе, немаа никаква надеж кога станува збор за оние кои умираат и го напуштаат овој свет. Смртта е трагедија, но и ситуација која многу добро открива што се наоѓа во срцата на луѓето, дали во себе имаат очај или надеж. Во стихот кој го прочитавме, Павле пишува за оние кои се упокоени. Оригиналниот старогрчки збор, кој е преведен како упокоени, многу често се преведува и како оние кои спијат. Би сакал да дадам уште неколку коментари во однос на овој стих. Прво, има неколку сличности помеѓу сонот и смртта. Телото на мртвиот човек и телото на човекот кој спие во некои аспекти се слични. Сигурен сум дека сте биле на погреб каде сте слушнале како некој за починатиот вели: изгледа како да спие. Па да, тоа во одредена смисла е вистина. Телото на починатиот верник е на некој начин заспано. Сонот е привремен, а и смртта е на некој начин привремена. Оној кој спие ќе се разбуди, а оној кој починал ќе воскресне. Смртта не представува крај на постоењето, туку премин во поинаков вид на постоење. Старогрчкиот збор кој е преведен како упокоени има корен во зборот кеимаи, што значи да легне. Оние кои се упокоени се привремено легнати, но еден ден Бог ќе ги воскресне нивните тела. Старогрчкиот збор кој во Новиот Завет е преведен како воскресение е зборот Анастасис, што значи да стане. Со други зборови, сето ова значи дека воскресението на луѓето нема да биде само духовно, туку ќе биде и телесно. Нивните тела ќе бидат воскреснати. Во Светото Писмо јасно ни се кажува дека кога човекот ќе почине, духот се враќа кај Бог, од каде и доаѓа. Тоа е запишано во книга Проповедник, глава 12, стих 7. Во книга Битие, глава 3, стих 19, Бог му вели на човекот дека од земен прав е направен и кога ќе почине, повторно ќе се врати во земниот прав. Тоа се однесува на телото. Телото е тоа кое се враќа назад во земниот прав, а духот оди кај Бог. Во 2 Коринтјаните, глава 5, стих 1, апостолот Павле ги споредува човечките тела со шатори, велејки дека тие се распаѓаат. Но во истиот стих Павле вели дека оние кои се Христови очекуваат нови тела, кои ги споредува со градба изградена од страна на Бог. Потоа, во следниот стих вели дека ние христијаните треба да копнееме да се облечеме во своето небесно живеалиште, односно треба да копнееме по небесните тела кои еден ден ќе ги добиеме. Сето ова не значи дека ние не треба да се радуваме на животот додека сме тука на земјата, но еден од копнежите на секој вистински христијанин треба да е приликата да се сретне со својот Господ и Спасител. Затоа во 2 Коринтјаните, глава 5, стих 8, апостолот Павле вели: но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме кај Господ. Во еден друг дел од Новиот Завет, Павле вели дека за него животот е Христос, а смртта е придобивка. Зошто? Бидејќи смртта ќе му овозможи да се сретне лице в лице со својот Спасител Исус Христос. Јас на моите ближни и пријатели им велам: знам дека не сакате да слушате за ова, но еден ден ќе дојде момент кога ќе си заминам од овој свет. Дел од вас ќе бидат присутни на мојот погреб. Кога ќе го видите моето тело во дрвениот ковчег,
немојте да ме жалите. Јас ќе бидам со мојот Господ и Спасител Исус Христос. Не само тоа, туку ќе бидам порадосен и поисполнет од било кога. Нема да имам никакви слабости, нема да имам никакви гревови и конечно ќе можам со своји очи да го видам Спасителот. Нема ништо поубаво од тоа. И самиот јас, кога одам на погреби кај луѓе кои верно чекореле по Божиот пат, со должна почит сакам да им кажам на оние кои тагуваат дека не треба да тагуваат за личноста која починала, бидејќи таа е навистина на подобро место. Тагата на оние кои останале на оваа земја треба да биде за самите нив, бидејќи ним им недостасува починатиот. Пред да продолжиме со обработка на следните стихови, дозволете ми да споделам уште една информација со вас. За местото каде ги погребувале верниците, раните христијани го користеле зборот коиметерион. Тоа е збор од кој произлегува англискиот збор за гробишта. Но, во времето на првите христијани, овој збор првично се користел како опис на место каде луѓето кои патувале можеле да преспијат, не повеќе од неколку ноќи. Например, во извештајот за раѓањето на Господ Исус, читаме дека Јосиф и Марија сакаа да најдат место во гостилница. Во тоа време гостилниците биле токму такви места. Речиси во секое градче имало по една гостилница. Првите христијани го користеле истиот збор кој се користел за гостилница, за да ги опишат местата каде ги погребувале упокоените. Поентата била следна: како што во гостилницата некој може да престојува само одредено време, така и телото на починатиот нема за секогаш да биде таму каде што е погребано, туку еден ден ќе биде воскреснато. Мислам дека е време да продолжиме со читање и обработка на стиховите. Забележете што вели Павле во стих 14. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и упокоените преку Исус ќе ги доведе со Него. Верата во Исусовата смрт и воскресение е суштински аспект од христијанството. Без смртта и воскресението на Господ Исус, ние немаме христијанство. Павле вели, ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така можеме да веруваме дека Бог ќе ги воскресне сите упокоени во Христос. Патем, сакам да кажам нешто и во однос на смртта. Според тоа што го читаме во Светото Писмо, постојат три видови на смрт. Прва е физичката смрт, односно одделувањето на телото од душата. Денес, кога луѓето зборуваат за смрт, тие секогаш мислат на тој вид на смрт. Но, постои и она што се нарекува духовна смрт. Тоа е кога поединецот е се уште жив тука на земјата, јаде, пие, оди на работа, спортува, но длабоко во себе тој е духовно мртов. Кога Бог му кажа на Адам дека ако проба од плодот ќе умре, тој зборуваше за духовната смрт. Во моментот кога Адам вкуси од плодот, тој духовно умре. Откако умре духовно, душата остана во неговото тело уште 930 години, но длабоко во себе беше духовно мртов. Што е духовната смрт? Тоа е состојба во која поединецот живее во грев и непослушност кон Божите зборови. Тоа значи дека мнозинството луѓе денес се всушност духовно мртви. Во посланието до Ефесјаните, глава 2, стих 1, апостолот Павле вели дека сите кои живеат во грев се мртви, но потоа продолжува и вели дека само Господ Исус може да ги оживее тие луѓе. Третиот вид на смрт, според Светото Писмо, е вечната смрт. Тоа е вечна одвоеност од Бог. Вечната смрт ја искусуваат сите оние кои во овој живот не чекореле по Божиот пат. За разлика од духовната смрт, од која луѓето можат да се пробудат ако поверуваат и се покајат, од вечната смрт нема враќање назад. Стих 15. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово,
дека ние живите што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените. Апостолот Павле веруваше дека кога Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја, тој ќе биде меѓу живите. Тоа значи дека веруваше дека тоа ќе се случи наскоро. Овој стих е даден со причина. Верниците во Солун беа загрижени дали упокоените ќе бидат сведоци на второто Христово доаѓање и дали ќе бидат воскреснати. Преку овие зборови Павле им кажува дека упокоените се оние кои први ќе бидат воскреснати, односно тие први ќе ги добијат небесните тела. Стих 16. Бидејќи сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. Со други зборови, ова значи дека самиот Господ Исус ќе слезе од небото на оваа земја. Тој нема да ги прати ангелите или пак да прати некакво привидение од самиот себе, туку ќе дојде во тело. Зошто Господ Исус ќе дојде? За да се справи со злото и да го воспостави своето царство. Павле вели дека ќе дојде на глас на архангел и при труба Божја. Интересно е тоа што кога Господ Исус се отелотвори и дојде како мало бебе, ангел го најави неговото раѓање, а потоа и на пастирите ангел им кажа дека се роди Спасителот. Потоа, кога тој воскресна, ангели им соопштија на жените кај гробот дека е воскреснат. Кога се вознесе, ангели кажаа дека повторно ќе се врати. А кога повторно ќе се врати, тоа ќе биде проследено со глас на архангел. Не само глас на архангел, туку ќе се чуе и глас на труба. Дали ова значи дека труба ќе го најави неговото доаѓање, не сум сигурен. Во книгата Откровение на неколку места читаме дека при крајните времиња ангелите со труба ќе најавуваат важни моменти кои ќе се случат на самиот крај. Но во Откровение глава 1 стих 10 самиот апостол Јован вели дека кога Господ Исус му се обрати, неговиот глас беше како глас од труба. Така што јас лично сум отворен за било која опција. Или неговото доаѓање ќе биде најавено од архангел и со труба, или самиот негов глас при второто доаѓање ќе звучи како глас на архангел и глас на труба. Тие детали не се толку важни. Тоа што е важно е дека Господ Исус повторно ќе се врати и ние треба да бидеме подготвени за таа средба. Важен аспект од овој стих се изборовите и најнапред ќе воскреснат мртвите. Тука Павле дава редослед на воскресението. Со оглед на тоа што верниците во Солун не знаеа што ќе се случи со оние кои починале, а биле верници, Павле како да им вели: немојте да се грижите за нив. Немојте да мислите дека тие ќе пропуштат некој дел од Божиот план за спасение. Тие луѓе први ќе го искусат воскресението. Но, што ќе се случи потоа? Стих 17. А потоа, ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот и така, секогаш ќе бидеме со Господ. Значи, прво ќе бидат воскреснати мртвите, односно, на нив ќе им бидат дадени нови тела, а потоа, оние кои се живи при второто Христово доаѓање ќе бидат земени и на нив ќе им се дадат нови тела. Павле вели дека тоа е момент кога ќе се сретнеме со Господ во воздухот. Но, знаете што? Тоа ќе биде и прилика да се сретнеме со сите верници кои пред нас го напуштиле овој свет. Затоа христијаните не треба да тагуваат како оние кои немаат надеж, бидејќи доаѓа момент кога ќе ги сретнеме сите кои со вера пред нас ја завршија животната трка. Не знам за вас, но јас со нетрпение чекам прво да се сретнам со мојот Господ и Спасител. Но исто така, има и голем број на луѓе кои си заминаа од овој свет, со кои едва и чекам да се сретнам во вечноста.
Зошто апостолот Павле ги напиша овие зборови? Има две причини. Првата е за да им даде одговор на верниците во однос на нивните прашања, а втората ни е запишана во стих 18, каде читаме: Па затоа, утешувајте се еден со друг со тие зборови. Сето ова што Павле го пишува во однос на воскресението на мртвите, второто Христово доаѓање и крајните времиња, треба да служи за утеха на верните. И мене на вистина овие зборови ми даваат утеха. Се надевам и го молам Бог да ви дадат утеха и на вас. Апостолот знаеше дека во црквата во Солун има христијани кои се збунети и тагуваат по упокоените, па затоа и порачува на целата црква. Овие зборови би требало да се ги кажувате еден на друг, за да ви служат како утеха кога ви е тешко. Еден ден Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја. Кога тоа ќе се случи, упокоените верници ќе бидат подигнати и ќе добијат нови тела. Потоа верниците кои се живи ќе бидат подигнати и ќе се сретнат прво со Господ во воздухот, а во Божјото царство ќе се сретнат и со сите други верници кои живееле пред нив. Тоа е навистина неверојатно. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на глава 5 од ова послание. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.